Секогаш се чувствував прекрасно во мојата чудесна земја. Но време е да го почувствувам духот на војводите, комитите, да го почувствувам духот на луѓето кои за својот народ го дадоа најдрагоценото – животот. Крушево. Колку е убаво распослано во планинските пазови. Да, но само до пред 100 и нешто години не си можел вака цело да го видиш затоа што било десетина пати поголемо. Мртели слобода! За Македонија! Колку мирно се живее во Крушево. Како целиот град да е само град на спомени. Спомени за Питу, за Карев, за сите бестрашни војни, сега за нашиот Тоше. Мислата ми отиде кон војводата Христо Узунов. Последниот војвода кој се самоубива заедно со сите од четата. Ги прашав луѓето за него. Ми кажаа дека загинал тука блиску, но не во Крушево, туку отаде во Цер, а дотаму ќе стигнеш по стариот пат. Еве по овие патеки, низ овие шуми каде што сега јас ве водам, врвеле четите. Секаде можело да ги дочека аскерска бусија, смрт, а јас сега можам како сакам, кога сакам, слободно да шетам по својата земја. Цер ќе да е надолу. Ете сега се ми е јасно. Овие едноставни луѓе ми ја открија чистата суштина. Зошто се самоубил војводата Христо Узунов и неговите комити? Овде во Цер. Сигурно заради идеалот, сигурно заради заветот за Македонија, но првиот, најблагороден мотив за саможртва им бил народот. Овој во Цер. Раскажуваат дека селото од сите страни било сардисано. Топовите навртени, четата на Узунов село. Ги гледам околните стрмнини и се прашувам нели можеле низ оган да се пробијат до првата корија, до најблиската планина. Харно ама, селаните ќе останеле и ќе биле жестоко казнети. Да се предадат, не им долекувало на такви горостаси. И војводата ја дал последната наредба. Сите да се самоубијат. Ете зашто е чудесна мојата Македонија. Зашто раѓа вакви чудесни луѓе. На овој итрец мора да му се одаде признание. Каде? Па во Прилеп се разбира. Три пати мери, еднаш сечи. За Прилеп секој ќе ви каже дека има најубав леп и најубава скара. Прсти да излижеш. Но не си бил во Прилеп ако не пробаш ширден. Три пати сечи, еднаш мери. Не беше така? Важно ширденот е убав. Во Прилеп ме упатија на манастирот Свето Преображение кај Зрзе, кој се наоѓа на 34 километри северозападно во подножјето на планината Даутица. Во 9 век за прв пат Карпата ја населуваат монаси. Монашкото братство грижливо ја браздело вдахнувувајќи духовен карактер. Во неа се моли, се самува, се тихува, се солзи. Над древната монашка населба, на хоризонтално плато во 14 век, монахот Герман подигнал општежитие со црква, која ја посветил на празникот на исихастите, Свето Преображение Христово. Митрополитот Пелагонески Јован и неговиот брат зрзејскиот еромонах Макари ги творат најзначајните делови на зрзеската иконописна школа. Иконата на Христос, Спасител и Жизнодавец и Богородица Пелагонитиса најавтентични икони на нашето поднебје. На почетокот на 21 век, по трет пат во својата историја Зрзе станува епископско седиште. Овој пат на епископот Климент Хераклиски. Зрзеската природа инсистира на взаемност и проникнување. Манастирскиот извор Бојаник ја расцепува буката на ветрот, а столетните ореви ве тераа да ја чувствувате божествената закрила.
Ете зошто мојата чудесна земја Македонија ја нарекува библиска земја. Божја.